Хилари Клинтон во говорот на Конвенцијата на Демократската партија, со која прифати номинацијата да биде нејзин кандидат за председател на Соединетите држави, повика на поголемо единство и го исмеа републиканскиот ривал. Клинтон веќе влезе во историјата како прва жена кандидат за американски председател. Tonight we've reached a milestone in our nation's march toward a more perfect union. The first time that a major party has nominated a woman for president. Изјави таа на крајот на 4-дневната конвенција на демократите во Филаделфија, при што најави дека доколку стане председател ќе ги направи Соединетите држави да бидат земја која ќе им служи на сите. Јасно знаеме против што нашата земја треба да застане, но не се плашиме. Ќе се справиме со предизвиците како секогаш, рече Клинтон, додавајќи: The world is watching what we do. Yes, America's destiny is ours to choose. So let's be stronger together, my fellow Americans. Let's look to the future with courage and confidence. Let's build. Говорејќи за нејзиниот ривал, милиардерот Доналд Трамп, кој изненади многумина поискусни политичари со неговиот брз и неочекуван подем во републиканската партија, Клинтон запраша дали американците можат да го замислат него како главен командант кој е способен да се соочи со вистинска криза. 70-годишниот милиардер и домаќин на телевизиско реалити шоу, кој никогаш досега немал јавна функција и кој води пред Клинтон во американските анкети, е критикуван за неговите ставови против имигрантите и муслиманите. Тој ги отфрли тврдењата на критичарите дека неговиот говор на конвенцијата во Кливленд во минатата недела бил многу темен. Беше многу оптимистички, бидејќи го објасни проблемот, а потоа кажав како ние ќе треба да го поправиме, рече Трамп. Пред говорот на Хилари Клинтон на Конвенцијата на Демократската партија говореше, меѓу другите, и американскиот председател Барак Обама, кој изјави дека таа е најдобро квалификувана да го смени него во Белата куќа. Оваа година, на овие избори, ве молам да ми се приклучите во отфрлањето на цинизмот и стравот и да го избереме она што е најдобро за нас. Хилари Клинтон како иден председател на Соединетите држави, рече Обама. Конвенцијата на демократите имаше тежок и тензичен почеток поради отпорот од поддржувачите на сенаторот Берни Сандерс, кој беше поразен од Клинтон во обезбедувањето партиска поддршка за председателски кандидат. Многу од неговите следбеници протестираа пред салата каде што се одржуваше конвенцијата. Во исто време, со почетокот на собирот на Wikileaks протекоа скоро 20.000 мејлови од раководни членови на Демократската партија, со кои се гледа дека тие ја фаворизирале Клинтон на сметка на Сандерс. За оваа афера прстот на демократите беше вперен врз Москва, која на таков начин сакала да му помогне на Трамп. Тоа беше демантирано од Кремљ. Клинтон и Трамп за прв пат директно ќе се соочат на 26 септември во првата од неколкуте дебати пред изборите на 8 ноември годинава.